Електричните возила не се никаква новост во портфолиото на BMW. Градскиот i3 и предизвикувачкиот i8 ги освојуваат пазарите на побогатите светски држави. Но BMW не застана тука. Тој сакаше да представи една цела палета возила кои ќе имаат плаг-ин хибридна технологија. И денеска имаме еден таков автомобил на тест. Неговото височество BMW X5 во новата генерација ни носи и плаг-ин технологија. Таа е вкрстена со дволитрен бензински битурбомотор и електромотор, чија синергија испорачува 308 коњски сили. Но силата не е императив на хибридните возила, туку екологијата. BMW декларира дека на 100 км во идеални услови оваа возило, иако е многу тешко, троши негде околу 3,3 литри на изминати 100 км и емитува 77 грама јаглеродиоксид на изминат километар. Јас искрено се сомневам дека ќе успееме да потрошиме само 3,3 литри на 100 км, но оној податок за намалената емисија на јаглеродиоксид е од круцијално значење, особено за средини како македонската, која се дави во нечист воздух и во енормно загадување. Номенклатурата 40 кај BMW кај класичните автомобили означува големина на моторот, но не е случај со овој плаг-ин хибрид. Тој е задвижуван од дволитрен бензински битурбомотор кој развива 242 коњски сили, кои се доволни за експлозивни забрзувања. Само да подсетам дека овој мотор во другите модели на BMW ја носи ознаката 28. Но тој е засилен и со електромотор, односно хибридниот систем е направен не само да биде еколошки, туку и да биде штедлив, но и да пружи извонредни перформанси. Кај поголемите бензински изведби на BMW во моделот X5, забрзувањата кај, да кажеме, моделот 50X се околу 5,7 секунди, додека кај хибридот тие изнесуваат нешто над 6,3 секунди, што е извонреден податок доколку се земе во предвид габаритот на возилото, но и неговата тежина. Пакетот батерии кои се ставени на задната оска се способни да пружат автономно возење од 30 км, а бидејќи ова е плаг-ин хибрид, тогаш ќе морате да го полните, односно да ги наполните батериите, за да можете повторно да возите само на струја. Но, како и секој хибрид, можете батериите да ги полните дур се возите, да кажеме, на автопат. Главната придобивка на овие возила е што не загадуваат во градски услови. 30 км автономија во град е доволна да биде не само штедливо и да се возите за ефтини пари на струја, туку и да не загадувате. А тоа, барем во Македонија, е прашање број 1 што се однесува на животната околина. Скопје и останатите градови бележат загаденост поголема и до 6, односно 7 пати од дозволената, што е навистина загрижувачки. Но да се вратиме на BMW iDrive. Ова возило е повеќе од добро. Зошто? Ќе ви го демонстрирам тоа. Високата технологија ни дозволува и извонредни забрзувања. Тоа можете да го осетите кога ќе префрлите во еден од трите модуси на возење, како што е iPerformance. Тој ви нуди
навистина забава при возењето, но и одлично забрзување. Како да се наоѓате во вистински спортски автомобил. Секако дека инерцијата си ја врши работата и големата тежина на возилото, но сепак електрониката е таа која ќе ви помогне во форсирањето при возењето. Ова е навистина забавно, но никако не е еколошки. За да го пробудите дволитарскиот битурбо мотор, треба само силно да стиснете на педалата за забрзување. А електрониката кога ќе одлучи дека и ќе свати дека вие сакате динамично возење, тогаш и електромоторот помага. Неговите 111 конски сили во синергија со дволитрениот битурбо со 242 конски сили испорачуваат реални 308 конски сили, што е навистина за почит. BMW од секогаш била марка подредена на перформансите. Тоа се забележува дури и кај овој плагин хибрид. Покрај извонредните динамични својства, имате на располагање 8-степена автоматска трансмисија која можете дури и да ја контролирате зад управувачот на прекинувачите, а нејзиното функционирање е за почит. Јас немам никакви забелешки што се однесува на динамиката, подпирањето и удобноста на овој модел. Но, кога лудувате и сакате да ги осетите сите 308 конски сили кои се на располагање во овој модел, тогаш бидете подготвени дека батеријата брзо ќе се истроши. А што правиме кога ќе се истроши батеријата? Веќе споменав дека можете да ја полните дур го возите автомобилот. Но после ова возење јас нема да одам на автопат, туку ќе се симнам во Скопје. Во Скопје, како што вели градот, има 2 места за полнење на батерии. Па да видиме како функционираат тие. По динамичното возење батеријата е на минимум. Што треба да се направи за да се наполни батеријата? Тука имаме 2 верзии, односно можности. Со купување на овој автомобил, односно на ова спортско корисно возило, имате полњач кој е димензиониран за полнење во домашна мрежа. Но исто така со него доаѓа и кабел за брзо полнење, што би требало за многу пократко време да ги наполни батериите. Видовте дека поради батериите кои се сместени позади, ГПК-от не е на највисоко можно ниво што се однесува до капацитетот. Во градот Скопје постојат 2 катни гаражи на кои е можно полнење на возилата. Би требало да биде бесплатно, а ние сега се наоѓаме во катната гаража Македонска фаланга. Секогаш треба да се најави полнењето во управата на гаражата, добивате картичка по чие отчитување ќе можете да го ставите полњачот. Правилото вели дека секогаш прво се става полначот, се приклучува полначот, а дури потоа кабелот се става во автомобилот. Кај BMW овој полнач, односно приемникот на струја е напред. Светнувањето на светлото значи дека полнењето на батериите е тргнато. Значи, треба да очекуваме за некои си од прилика
час до час и половина да видиме колку ќе се наполнат батериите. Сега е точно 1 часот и 10 минути и ќе почекаме 1 час да видиме колку ќе се наполнат батериите на јавниот паркинг. За жал немавме време да почекаме повеќе од 1 час, но тука сме сигурно некои си 45 минути. Гледате дека полнењето на автомобилот по ставањето на картичката е завршено. Но ова е технологија на 21. век, но џабе ни е кога го календарски го бележиме 21. век, кога видите на обележано место за хибридно и електрично возило паркирано е најобично возило. Уште немаме свест ниту разбирање за овие возила. Полнењето заврши и нас ни останува да го собереме кабелот и да видиме колку е наполнета батеријата. За овие 45 минути од празна батерија веќе имаме две од можни 5 цртки на капацитетот на батеријата. Тоа е сосема добро и јас претпоставувам дека веќе имам автономија за следни десетина километри да ги возам на струја. За исползување на овие возила Скопје се уште не е подготвено. Како што видовме, ниту ментално, ниту инфраструктурно, бидејќи само 2 места за полнење на една катна гаража во градот е премалку. Но сепак, времето нема нас да не чека, ниту иднината нема нас да не чека. Мораме да направиме нешто за да бидеме и да фатиме чекор со светот. Доколку е зголеми